мислам дека повеќе од јасно дека овие промени во законот за градба се насочени кон општина центар, тоа е веќе сосема јасно, како што е јасно и која е целта. Целта е да се отстрани секоја препрека која што се наоѓа на патот до барокот, кој што треба според владата да се инсталира во општина центар. Јас, ако се сеќавате, на медиумите им кажав, тоа беше при отворањето на спортската сала во Основното училиште Гоце Делчев, дека во владата, поточно во Министерството за транспорт и врски, се припремаат измени во закон кои што треба да ги одземат ингеренциите на општината. Во ова смисла се разбира најмногу се мисли на општина центар. Се тоа одзимање на ингеренции се случуваше затоа што беше јасно од кај нас кажано и како градоначалник, како советници, дека нема во никој случај да се согласиме, на пример, да има промена на фасадата на ГТЦ. Гледам дека во неколку наврати се ликува са на владата дека ќе се изврши барок на фасадата на мојата семејна куќа, семејна зграда. Значи јас досега сите фасади што ги започнав и кои што планирам да ги започнам во општина центар се вршат исклучиво во договор и согласно се разбира, како што и закони, како што е ред со оние кои што се сопственици. Ова е прво противуставно влегување директно во приватноста на сопствениците и ние како општина центар размислуваме сериозно да го обжалиме овој нов закон што евентуално ќе се донесе. Јас не знам на вистина до каде може да оди сето ова лудило. Пред мене лично и пред сите нас на вистина се наоѓа на деликатна тема, тоа е како рационално да се одговори на ова лудило кое што веќе го гледаме надвладеа над сите нас. Гледам дека и се персонализира оваа битка, веројатно треба да му се одбазнат на градоначалникот со тоа што ќе му се промени фасадата. Пак велам, се уште сум во дилема како рационално да се одговори на ова лудило. Во законот за градење стои дека советите на општините донесуваат исто одлуки за менување на фасадите, односно за реконструкција. Во овој конкретен случај градот Скопје носи одлуката, дали градот се става над општините, бидејќи не се почитува никакво мислење на советот. Па противуставно се одземени ингеренциите. Значи, пазете, не може навистина да мислам дека докрај ќе се оди на тој начин на форсирање на моќта на владата да се одзимат ингеренции и сега градот да одлучува за ова прашање. Ми беше поставено прашање дали ова се должи на моите лоши релации или не толку добри релации со градот. Ова не е одлука на градот Скопје, е одлука на владата.